Нема причина за минимална плата од 500 евра како што бараат синдикатите, оцени министерот за економија. Таквото зголемување според Дурмиши ќе направи само притисок врз фирмите и ќе мора да отпуштаат работници. Дополнително вели ќе се подгрее инфлацијата. Затоа и до година ќе се оди само со законското усогласување. Во моментот не гледаме економска оправданост за интервентно зголемување на минималната плата пред редовното усогласување што е законски предвидено во март. Во овие околности, ако одиме на зголемување адхок на минималната плата, тоа ќе предизвика уште понатаму зголемување на инфлацијата. Во меѓувреме, дел од основните производи бележат поскапување, а најмногу јајцата. Пакување од 6 јајца кое минатиот месец се продаваше за 64 денари, денеска чини 99. 10 јајца пак се продаваат за 180 денари, што значи едно јајце е 18 денари. Маслото за јадење поскапе уште кога почна сезоната на зимници и веќе се приближува кон 100. Дурмиши за сега не планира да воведе мерки. Вели годишната инфлација за октомври е висока, затоа што лани ова време имавме есенска кошница и затоа ќе ја чека статистиката за ноември. Сега за сега не гледам причина зашто да донесеме одлука за замрзување или ограничување на бруто профитната маржа на трговија на големо или трговија на мало. Ги анализираме цените, го анализираме пазарот, секојдневно ќе видиме, ако има потреба, ќе донесеме одлука. Кон крајот на овој или почетокот на следниот месец треба да се одржи и седница на економско-социјалниот совет. Се очекува усвојување на потрошувачката кошница што ќе ја пресметува државата. Последен пат синдикатите, работодавачите и владата се видоа во јули. Мартин Арсов, Сител телевизија.